Една од темите за кои што најмногу се дискутира изминативе денови се сајбер нападите и како со нив бројот на сајбер напади од почетокот на руско-украинскиот конфликт е зголемен за 300%, велат анализите. Се замаглуваат линиите помеѓу хакерите кои што се мотивирани од финансиска добивка и оние кои што добиваат поддршка од владите, посочува извештајот на Google. Македонија не е поштедена од приказната, хибридните напади се главоболка за властите кои што тврдат дека истите тешко се докажуваат. Побаравме сајбер експерт на оваа тема да видиме што ќе каже тој. Божидар Спировски, гостин во Македонија на утро. Добро утро, господине Спировски, добре ни дојдовте. Ќе започнеме со тоа што се случува во глобални рамки. Светот како никогаш досега предмет на сајбер напади. Руско-украинскиот конфликт, вели Google, како никогаш досега и даде интензитет на темава. И даде можеби видливост на темата. Добро. Не би се согласил дека имаме точно на очигледен факт дека конфликтот кој што се случува многу близу до нас, релативен однос Украина и Русија, е она директен фактор за нападите што се случуваат кај нас. Сигурно постои некоја корелација, но јас ќе направам еден чекор назад, чисто за да им дадеме повеќе на гледачите еден контекст. Криминалците, односно сајбер нападите, генерално, во најголем дел, се базираат на профит, на некаков бизнис. Во случајот на руско-украинската војна добивме ситуација, исто така да не заборавам, криминалците меѓу другото не само што изведуваат вакви напади, кои што директно се некаков профит, тие моментално се сведува и на давање услуги, нудат услуги на сајбер криминал на некој друг. Буквално се даваат на рентање. Во еден таков контекст, кога постои криза меѓународна, кога различни интересни групи се обидуваат да надвладеат едни над други, многу е реално да тие ги закупат криминалците, едноставно да ги употребат нивните ресурси и нивното знаење, нивната технологија за да изведат или да добијат некој свој поен или некоја свој интерес да истуркаат. Така да постои ескалација на ситуацијата, најмногу затоа што постои веројатно многу поголема инвестиција во целата приказна, многу повеќе пари се влеваат во делот на сајбер нападите и на сајбер криминалот. Не дека тие директно се врзани со самиот напад. Едноставно се раздвижи бизнисот, криминалците сватија дека има бизнис во тоа, и наеднаш сите почнавме повеќе да бидеме напаѓани, затоа што убаво е тука се парите и од тие што сакаат некого да закупат и од тие што треба да бидат нападнати. Коинциденција или не, еден од посериозните напади на воопштено на веб страниците на домашните банки се случи на 24 февруари, денот кога започна руско-украинскиот конфликт. Да, се сеќавам, јас ви бев тука ни бевте гостин, да. Нападот се случи ден претходно, ако не се лажам. Тој беше малку поинаков тип на напад. Тоа беше напад кој што го нарекуваме denial of service, спречување на услуга. Се сведуваше на загушување на компјутерите со преголем број на посети за привремено да се онеспособат нивните едноставно веб страници да не функционираат. Тогаш имаше, ако добро се сеќавам, и некаква грчка армија или не знам како беше називот на организацијата која презеде одговорност за тие напади. Тоа беше класичен активизам. Ние сме тука, ние имаме некоја своја политичка агенда, видете што направивме ние. Реално, ако ги гледаме големата слика на работите, посебно од контекст на нападов што се случи сега со ФЗ, тоа што се случи тогаш не беше ништо. Тоа беше, ајде малку да одмориме нашите сервери да ги исклучиме, по еден час продолживме да работиме. Ова е сосема поинаква димензија. Ајде да видиме сега што се случува периодов. Прво не плашат искрено, иако можеби веќе знаеме дека станува збор за лажни дојави за бомби, но не реагираме индиферентно, бидејќи навистина влеваат страф и кај родителите, и кај децата и прават своевиден хаос. Вие, односно и вашата фела, и експертите, па и властите велат тешко се докажуваат, ние граѓаните се уште во чудење како немаме виновници на темава. Добро. Што се случува со... Сега зборуваме за бомбите. За бомбите. Ајде пластично да ни објасните за да успееме да разбереме зошто до сега немаме виновници. Бомбите во еден друг разговор пред неколку месеци го појаснив. Бомбите, технички, односно најавите за бомбите, беа напад од психолошки вид, кој што беше закана за физичко насилство, но само медиумот за транспорт на таа закана беше технолошки и имел порака. Во таков тип на напад немаше ниту еден елемент на злоупотреба на криминал, на злоупотреба на технолошки систем,
Едноставно системот, имейл системите беа употребени за да се прати порака. Истата порака можела да се прати во писмо, на ливче, по телефон и да се каже има бомба таму и таму. Така да медиумот технолошки, на кој што многу луѓе се фокусираа, беше само медиум, не беше заканата. Заканата беше физичка, за жал тука не можам многу да дадам коментар. Сега да го адресираме моментот зашто не можевме да ги најдеме или дали можеше да се најдат. Од тие информации што излегува во јавноста, кои што се достапни за нас надвор од истражните органи, е дека пораките стаса од имейл адреси од надворешни компании, ProtonMail и Gmail, ако не се лажам беа компаниите, кои што овозможуваат одредено ниво на анонимност на испраќачот во однос на примачот, односно не ја кажуваат IP адресата, интернет адресата која што тој доаѓа. Дополнително излезе отпосле со дополнителни изјави, за жал сето ова стасува малку капка по капка, никој не го кажува како целосна информација за да можеме да ја анализираме целосно истовремено, дека напаѓачите користеле нешто што се нарекува VPN, виртуелна приватна мрежа. За граѓаните еве да биде пластично објаснето, замислете дека живеете во Македонија, но имате една магична врата во вашиот стан која ќе отворите, излегува како да излегувате на улица во Холандија. Тоа е VPN. Технолошки вие седите на компјутер во условно речено повторно Македонија, го се поврзувате на тој VPN за остатокот од светот, вие излегувате на остатокот од интернет преку некој сервер кој што се наоѓа Белгија, Холандија, Германија, Америка, Кина, било каде. Зависно од кај ќе изберете. Проблемот со користењето на тој VPN систем е дека уште еден чекор на анонимност додава, односно не е директно возможно да се каже овој излезе од оваа врата на оваа улица во Амстердам, тој навистина живее на таа врата на таа улица во Амстердам, бидејќи едноставно тој VPN уствари ве крие за остатокот од светот. Зошто е сега целата оваа работа, дали беше возможно или не е возможно да се открие? Јас неколку пати кажав, верувам дека има технолошки начин да се открие. Не е лесен, побарува соработка прво на меѓународно ниво, компаниите за кои што беа употребени како имейл испраќачи, не се македонски компании, бара соработка значи од нивните матични држави, каде и да се тие ProtonMail Швајцарија, Google е технички Америка, не знам која испостава на Google ќе биде соодветно договорната страна, бара соработка од нив, бара соработка од државите во кои се наоѓаат. Всушност соработката се сведува на тоа да се направи договорна соработка и да се имплементираат дополнителни технички контроли, дополнителни аларми во тие системи, за да почнат да детектираат и проактивно да алармираат кон наши служби, кон нивни служби, дека сличен текст или слична порака е повторно креирана. После доволен број на такви повторувања, на такви аларми, ќе се соберат доволно информации, дали тоа е од VPN на вистина стално, дали тоа доаѓа од некој компјутер од негде, за да може понатака истрагата да се насочи дали кон тој комерцијален обезбедувач на VPN услуги кој што колку и да сака да заштити некој свој клиент, не ќе да биде обвинет за криминал. Мора и тој да соработува. Ваквата каскада на истрага ќе трае долго време. Не е лесна да се направи. Не знам дали нашите истражни органи веќе работат на таков модел на анализа. Тешко е да се идентификува затоа што како што реков, вие изгледате дека излегувате од врата во Амстердам, ама не сте, вие стоите позади некоја врата која што е во Прилеп, можеби. Или воопшто не е во Македонија. Затоа е тешко да се истражи. Дека е возможно да се направи нешто во одреден период, да, ако доволно ресурси инвестираме. Колку е комплицирана од друга страна ситуацијата со Фондот за здравство, од оние информации оскудни, кои што ги имаме последниве денови, дека станува збор за малициозен софтвер кој користи шифрирање за да ги заклучи информациите на жртвата и потоа за нивно ослободување да бара откуп. Да. Толку знаеме. Што ќе ни кажете вие повеќе, имајќи предвид дека се погласно се зборува за тоа дали има злоупотреба или е можна злоупотреба на податоците на граѓаните. Тоа е нешто што најмногу ни интересира. За гледачите да дадеме малце опис на овој друг тип на напад. Веќе адресиравме, ова е трет тип на напад кој што го зборуваме во оваа дискусија, но ово е можеби најболниот во овој момент. Криптовирусот или ransomware, како сакаме да го кажеме, е тип на софтвер кој што ве уценува, опишавте убаво, зема, ги заклучува вашите податоци, ги шифрира, не ги поместува теоретски од своето место, само ги шифрира и потоа ве уценуваат да ви го дадат клучот со кој што ќе ги дешифрирате податоците за да си ги добиете назад.
технички ги прави вашите податоци недостапни. Како некој да ви ја сменил бравата од дома и сега да ви уценува за да ви го даде новиот клуч. Проблемот со овој тип на напад е прво, вие немате достапност до податоците, не можете да работите. Ете, ФЗО во моментот не работи. Ако дома ви се случи тоа, од бениген момент дека ете сега морам да го преинсталирам компјутерот до има луѓе кои што имаат приватни бизниси каде што целиот бизнис му е на тој компјутер и наеднаш пуф, целото тоа отиде во облакот, го снема, во дим отиде. Е проблем. Криминалците при тоа станаа уште малку попаметни. Кога почна имплементација на овие криптовируси, се одеше само ќе ви ги шифрираме податоците и ќе ви уцениме. Ако дадете пари во криптовалута за да бидат неследливи, да бидат анонимни, ќе ви дадеме клуч, може би клучот е добар, па ќе ви ги отклучи податоците, може би не, со криминалци не можете да знаете, никогаш. Може би ќе ви ги врати, може би не. Голем дел од луѓето научија дека треба да прават резервна копија на податоците, бекап. И наеднаш типот на напади стана многу помалку болен за голем дел на луѓето, затоа што имаат копија на податоци некаде и да му го криптираат компјутерот, шифрираат, ќе речат здравје, ќе го избришат, ќе си ги најдат податоците од своја резервна копија, можеби ќе има малку нервоза типот кај гледаше, што правеше и така натака. По 2 дена, 3 дена продолжуваме да работиме. Како сега? Не, уште малку има. Ајде. Кога криминалците сватија дека веќе немам толку многу пари само во шифрирањето на податоци, отидоа чекор понатака. Пред да ги шифрираат податоците, ги испумпуваат податоците. Ги крадат. Прават своја копија на податоците или дел од податоците. И понатака уцената е не само што нема да ви го дадеме клучот ако не платите, туку и ќе продолжиме да ги злоупотребуваме податоците. Еднаш кога криминалецот ќе ги украде податоците и да му платите, нема баш гаранција дека нема да ги злоупотреби, така да тоа е сега отворено прашање на кое што за жал ние немаме јасен одговор. Прво, немаме одговор што се случи во ФЗО, кои системи се жртва на тој напад, кои податоци стоеле на тие системи и со која анализа досега е констатирано колкаво е влијанието на нападот, односно дали зборуваме само за шифрирање или зборуваме за шифрирање и ексфилтрација, вадење на податоците надвор. Доцна ли е сега да се зборува за зајакнување на информатичките системи? Никогаш не е доцна да се зборува за зајакнување, затоа што живееме во еден свет, ова е реалноста денес. Добра. Сајбер напади има буквално секој ден. Спомнавте дека има ескалација на напади. Еве, пример да дадеме за гледачите. Само во јануари има 11 ransomware напади, буквално ист тип на напади кои се случиле врз огромни компании во светот кои што имаа голема покриеност медиумска. Покрај тие, ако тие се 11, јас сум сигурен дека има уште десетици пати повеќе такви напади за кои што или некој локален медиум зборувал или никој не зборувал, затоа што им било срам да кажат нешто. Така да секој пат треба ова е реалност. Живееме во свет во кој што има сајбер напади, ќе има сајбер напади и единствено добро што можеме да направиме е јасно и транспарентно да зборуваме што се случува, што можеме да научиме, кои мерки можеме да ги направиме за следниот пат да бидеме малку подобри, бидејќи никој од нас нема да биде хакнат само еднаш, ќе биде хакнат безброј пати. Во меѓувреме од МВР стигна информација дека да речеме имало закани за системите на Министерството за земјоделство, образование, информатичко општество, Државниот завод за статистика, но биле убит за напад кој бил успешно одбиен и во тој момент се спомена и како добра идеја ИКТ центарот во Прилеп, што значи дека се потврдува и она што вие го споменавте. Бекап опцијата за податоци е неопходна. Апсолутно. Таа е апсолутно неопходна. Немаме детали за овие други настани. Ете има некоја изјава, може би Министерството за внатрешни работи, не сум ја прочитал. Она што јас би апелирал е да воведеме една култура во нашата држава на транспарентност на вакви настани, на вакви инциденти. Буквално постои еден процес во IT светот кој што се вика инцидент менеджмент. Постои секаде, но сега ни е малку темата сајбер светот. Инцидент менеджмент во тој, кога ќе се случи некој ваков напад, се регистрира, се документира, се документира што се случило, каков бил типот на напад, како е одбрането, што е направено за да се одбие нападот и се споделува таа информација со секако доволно анонимизирани детали за да не биде некој жртва дополнително, но од таквите информации можеме да учиме. Ако ова навистина се случило и тие напади биле одбиени,
одлично. Ајде да научиме како институциите биле заштитени, што добро направиле, за да можеме да го повториме на друго место. Апсолутно добра вест. Јас се поздравувам. Ајде да ги видиме информациите за да научиме од нив. Имаше информации изминатиот период дека користиме искуства од странски сајбер експерти. Добре. Тоа го потикне прашањето како стоиме ние со домашните и што да речеме од таа светска практика може да се искористи, да се ископира во корист на домашната заштита. Може ли нешто малку поспецифично за какво искуство зборуваме и за која специфична тема се овие странски сајбер експерти? Сајбер експертите беа ангажирани за решавање на случаи со Фондот за здравство. Така. Сега, имаме ли ние, како стоиме ние со домашни сајбер експерти? Морам ли малку, доволно? дозволете, морам малку да деконструирам оваа ситуација. Да, појаснете. Кога ФЗО очигледно има Добро. некаков проблем, сериозен. ФЗО има многу специфични системи. Ние немаме точни детали, иако Добро. преку јавни набавки веќе може човек и да прочита што се тие, но одреден број на луѓе кои што се специализираат за услугата опоравување на податоци или опоравување на податоци точно од тој систем и точно од тој софтвер кој што го користи ФЗО, не се сите луѓе во IT сферата. Ако јас знам да возам автомобил со возачка дозвола Б категорија, јас не сум доволно доверлив да седнам и да возам автобус, булдожер, камион, брод. Тоа е специализирано знаење, специализирана област на која што одредени луѓе од фелата се насочиле и наплатуваат за своите услуги. Немаме детали за што специфично биле повикани тие луѓе, но ќе претпоставам дека или биле повикани за форензичко враќање на податоци, или биле повикани за реконструкција на податоци од бекап. Бекап софтверот кој што се користел таму е специфичен, бара специфична обука, специфично знаење. Дали истиот софтвер го користат доволно луѓе во Македонија за да имаме ние локално присуство на доволен број на така обучени сајбер експерти, на вистина не можам да кажам. Дури ќе речам не, затоа што таквите големи системи релативно малку компании ќе ги користат, бројот на луѓе такви во Македонија, ако постои, ќе биде релативно мал. Не е комерцијално ефикасно сите луѓе да знаат се, не е ни физички возможно. И во контекст на заштитата, во моментот зборуваме за хакерски напад на државни институции, но споменавте и вие има еден голем број на сериозни компании, па дури индивидуалци кои што имаат во своите компјутери битни и важни документи и податоци. Што е најважно да се направи во контекст на заштитата? Технологиите постојано се напредуваат, веројатно треба да го следиме и чекорот. Ако зборуваме сега специфично за криптовирусот, првата и најважната работа е која ќе се случи, значи буквално првото прашање што се поставува, има ли бекап? Односно има ли резервна копија? Колку и да е една од можеби најстарите механизми на заштита на податоци, сепак е една од најрелевантните. Резервна копија која е изолирана, која е тргната на страна од компјутерот што е нападнат, за да не биде нападната и резервната копија. Можам да дадам пример, не е редно да именувам луѓе, но човек кој што си имал резервна копија, фотограф, кој што резервните копии на неговите фотографии кои му се професија ги продава, му биле закачени буквално на тој диск на самиот компјутер. Упаѓа криптовирус на компјутерот, го гледа како закачен уред и бекап дискот, оди се заедно во ѓубре. За жал. Бекап копија која не е директно врзана за компјутерот е најважната, најстарата и најчесто најмачната работа за правење, зашто бара дисциплина цело време некој да внимава дека е направено. Другите работи кои што би ги препорачал се стандардни, да речам, и ќе ги повторам многу пати, се работи за една нормална хигиена во дигиталниот свет. Векторот на испорака на овие вируси, на криптовирусите, најчестиот е преку имейл порака, преку измама. Ќе ви стаса имейл кој што го нарекуваме фишинг, ве убедува нешто да направите што не сакате, и ви убедува да симнете некој програм, да инсталирате некаква апликација. Еве ќе дадам пример. Симнете, ви стасува имейл во кој што вели со оваа програма кој ќе инсталирате добивате бесплатен Netflix. Супер. Ја симнуваме, инсталираме, можеби и работи некое време, во меѓувреме таа програма носи со себе и криптовирус, вашиот компјутер е криптиран, вие сега ќе платите неколку биткоини или нема, ако имате бекап. Еден пример значи е фишинг нападот. Ако е нешто премногу добро што ќе го добиете, премногу добро да биде вистинито, тоа не е вистинито. Немојте да паѓате на измами. Ако ви стаса имейл кој што не го очекувате,
прашајте се дали треба да го добијам овој имейл. Овие две ментални контроли се првите контроли што треба секој да ги практикува на секоја добиена порака. На имейл, на SMS, на социјални мрежи, на што и да е. Бидејќи со убедување да инсталирате нешто е најлесен начин да се лизнете. Вториот начин е со симење на пиратски софтвер. Секој сака да поигра игра, некој сака да направи што и да е, ете сакаме да го симнеме тоа, бесплатно е, супер, ја завршиме работа. Со бесплатниот пиратски софтвер многу често доаѓаат вакви вируси. Јас ги замолувам сите, подобро ви е да си купите PlayStation, во големата слика на работите помалку пари ќе ве чини, отколку враќањето на податоците на вашиот компјутер. И третиот метод е за директно ранливост на вашиот софтвер. Ако постои некаква ранливост на софтвер, сега буквално во моментот има еден интересен случај, еден многу моќен серверски софтвер, откриено е дека има ранливост и нема потреба од никаква акција од човек, буквално ранливоста изложена на интернет, криптовирус е напишан што ја искористува и ги шифрира тие серверски системи автоматски. Значи, третата препорака е закрпете си го софтверот. Ажурирајте го софтверот редовно на последна верзија. Исто само за крај на разговорот, каков е вашиот личен впечаток? Потребни ли ни беа повеќе јавни информации на оваа тема за да знаеме што ни се случува, што сме изгубиле, што можеме да добиеме, односно како да се поучиме за воиднина? Да, ценам дефинитивно дека требаше да и се уште треба една поголема транспарентност и не зборувам само за овој случај. Ете, и за позитивните примери и за негативните примери е потребна структурирана транспарентност затоа што општеството мора да научи. Не се учи, за жал, не се учи на туѓите грешки. Ние можеме да читаме што се случило во Америка дотре, ама многу подобро ќе научиме, така работи човештвото, на сопствените грешки. Ајде да имаме еден механизам на учење кој што ќе ни помогне да бидеме подобри, бидејќи ова нема да престане. Ние живееме во свет со сајбернапад. Благодарам многу за анализата и гостувањето во Македонија наутре. Благодарам. Еве го и третиот информативен блок, што носи тој.